Интерланг е меѓународен проект за слободно изразување преку цртеж во кој учествуваа ученици од Република Србија, Белгија, Грузија и Македонија, која беше представувана од франкофонската експедиција од Кривопаланичкото основно општинско училиште Јоаким Крчовски. Основен услов за учество е одличното познавање на францускиот јазик, бидејќи целиот проект се одвива на француски, а покрај тоа критериумите пропишуваат учесниците да имаат полни 13 години и талент и желба за цртање. Во нашето училиште проектот започна да се одвива во месец септември, кога се пријавија повеќе ученици кои што одговараат на овие критериуми, но потоа самиот организатор ги одбра најдобрите 5 ученика кои што престојуваа како награда на тоа во Брисел, во Белгија од 17 до 23 декември 2015 година. Разликата е во тоа што проектот Интерланг се однесува на слободно изразување преку цртеж за сите оние табу теми кои што се одвиваат во нашите земји. Знаеме дека табу тема во секоја земја е различна, така да сите ученици има можност да се изразат преку цртеж за се оно што ги обкружува, за оно што е добро и за тие што сметат дека треба да се подобре. На наградените 5 ученика им беше овозможено да се дружат со врсниците од Србија, Белгија и Грузија, со кои размениле идеи, ставови и пораки, пренесени преку ликовните творби, но најголема придобивка е усовршувањето на говорот на француски јазик. 7-дневниот престој во Брисел опфатил и посета на најважните знаменитости на белгиската престолнина, како и посета на македонската амбасада и Европскиот парламент. Ова беше едно прекрасно искуство, особено за нас. Јас веќе трета година го изучувам францускиот јазик и навистина прекрасно беше да ги скажеме своите идеи, она што ние го сакаме, она што ние го мислиме, преку цртеж, преку карикатури, во проект, меѓународен проект Интерланг, во кој што запознавме и со други ученици, учесници од други држави и навистина беше прекрасно. Проектот беше да искажеме своите мислења преку цртежи, преку карикатури поточно. Исто така беше големо искуство ова за нас и голем успех. Јас сум Горјана Мицевска и веќе францускиот јазик ги изучувам 4 години, па затоа се вклучи во овој проект каде што слободно цртавме, ги изразувавме своите мислења преку карикатури и францускиот јазик ми помогна да се разбирам со децата од другите земји и ни помогна при цртањето. Целта на овој проект беше да се изразиме преку карикатури каде што ќе има хумор вметнено и така искриена порака. Мислам дека е многу важно бидејќи ни помогна францускиот јазик како што и во цртежите, така и во комуникацијата со другите ученици кои што беа присутни од другите држави. Што нацрта ти на карикатура? Имав карикатура во која што се опишува сегашната положба на природата и нејзиното загадување. Која беше твојата порака? Дека треба да ја одржуваме околината, дека не треба да загадуваме. Јас сум Александар Тасевски, имам 14 години, веќе 4-та година го изучувам францускиот јазик, обожувам да цртам. Ни се укажа можност да отпатуваме во Белгија преку проектот Интерланг, кој е слободно изразување преку цртеж, преку стрипови. Таму останавме една недела, имавме различни посети. Овој проект е меѓународен, имаше деца од повеќе држави, од Србија, од Грузија, имаше исто така и од Белгија. Стекнав нови пријатели и тоа добри нови пријателства. Задоволен сум од овој проект и имам добро искуство. Сите 5 ученика се доста солидни по мојот предмет, исто така и по предметот ликовно образование. Слободно се изразува, едноставно сме презадоволни. Повеќе од тоа што очекувавме, имавме подобро искуство. Проектот е финансиски поддржан од француската амбасада и Францускиот институт во Република Македонија, а за патувањето со поддршка се вклучи и матичното училиште. Господин Драган Ристовски секогаш ги поддржува нашите меѓународни проекти, така и овој проект беше поддржан од негова страна. Инаку самиот проект е избран преку програмата Erasmus+, преку Белгиската национална агенција и Сдруженијето Monde Possible. Тоа ни се партнери уште од проектот Семантис. Инаку финансиски проектот беше поддржан и од страна на француската амбасада и Францускиот институт од Скопје, на која сме искрено многу благодарни, и исто така професорката која што е претседател на Сдруженијето по француски јазик на Република Македонија, господја Елисавета Поповска, помогна во соработката со Белгиската национална агенција.